Raspni go, raspni go, raspni go, Isusa. Drugi spasuvaše, sebe ne se spasi, Oče moj ne ostavi. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Mrtvi voskresna, grobovi zinaja, temnina vo šesti čas. Zemlja se trese, karpi rasprsna, Isus zamina. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Кога го гледаш тој и го слушаш од време на време, тој невидли свет, и го мирисаш, имаше моменти кога ќе избегаат сите од терапијата, им се повраќаше од мирисот, а јас не го сеќавав мирисот. Веројатно ми беше тргнат, за да можам да научам. Како што оваа река ја нарекуваат Ахерон, митолошки по Хомера, која ги носела душите од другата страна, како предворје пред пеколот. А од другата страна ги носела во пеколот и дека тече во подземното царство, како што овде има храм на подземниот Бог. Исус влезе кај потопените да им го проповеда светото Евангелие. Го кршам секој небиблиски завет во името на Исус. Крвта Исусова е свето положувам. Во една сцена од тие романи со меч, значи тогаш се уште не бе во Исус, со меч влегува во царството и ја грабат една душа од смртта, со меч и мава по смртта. И смртта му вели, кој си ти бе, кој ти дал меч да маваш по мене? Тоа беше пишувано во духот. Јас тогаш се уште не ја познавав Библијата, сум ја прочитал еднаш, два пати, онака механички, телесно, колку не можеш ништо да разбереш. Тој маваше со мечот на духот, со двостар меч. Значи, така ме носеше Господ, а потоа, последниве години, преплавува љубовта Исусова. Слава ти, Господ Исусе Христе. По Твоите нозе, колениче, ми те молам за сила да сведочам за Тебе, за царството на љубовта, за царството Божјо. Накратко така беше тоа и затоа не знам да кажам кога сум го примил Исус, бидејќи и предходната фаза, кога не го познавав, значи го повикав преку Богородица и ме спаси. Да не знам дека Исус ме спаси, Богородица не спасува, но како пониска форма, обредна форма произлезена од античка Македонија, од античкото македонско царство, од митолошката империја на Олимп, во која веројатно по нешто знаеме пророчки слова и пророчки драми кои раскажуваат некои приказни, каде одат душите и што прават. Телото оди во земја, душата оди на суд. Ние зборуваме за духовно тело, за духовен човек, значи движење не физички, нека во духот, а тоа е движењето на љубовта. Кога ние победуваме со љубовта, кога ние ги љубиме сите како што тој не возлюби, да се љубиме еден со друг. Зошто е толку тешко луѓето да се љубат? Што барам овде сега знам, дојде сум да сведочам за Исуса Христа, да им зборувам на луѓето. Вие не го слушате, кој не го слуша ова слово, вие сте од ѓаволот. Вашиот татко е ѓаволот, тој татко на лагата. Тој ве лаже во овој свет. Вие како црви сте врзани во овој свет.
и ќе останете во тоа физичко движење наместо да се придвижите духовно. Исус им вели: станете да си одиме од овде духовно да се придвижат. Каменот се движи внатре во себе, билката внатре во себе, животното има право на движење. Тоа е царството во кое поминуваш ти, кога ќе паднеш долу, ќе одиш во оган и ќе служиш за да научиш како се љуби, за да научиш да не се спротиставуваш на Бог, да дојдеш пред татко ти да речеш: татко, погрешив пред тебе и пред небото. Човекот се движи физички. И ако останеш во тоа физичко движење, ти остануваш во рангот, по нивото на животните. Животните се водени, тие не уживаат. Тие се инстинктивно водени. А ти имаш право на избор. И што ќе избереш? Во зборовите има живот и смрт. Некој од оние што стоја таму, што он го чуа тоа, значи: Боже мој, зошто ме остави? И по извесен период ќе видите дека овде сме привремено, овде имавме некоја средба со едни луѓе, толку години сме ќе умреме. Па ние сме овде привремено, јас не сум од овој свет, значи постојано го имав тоа чувство, не сум од овој свет, што барам овде? Боже мој, зошто ме оставил Господ овде? Додека не се разбудиш од твојот сон. Исус им вели: бидете будни, а ние спиеме и дремеме во својот живот, си тераме кефои. Кој ќе ја загуби душата своја, ќе ја зачува. Ја сакаме душата своја да ни е нам убаво, а не ни е грижа за било кого, како добриот самарјанин што му помогна на евреинот, а евреинот не се дружи со самарјанинот, бидејќи не е достоен. Садукеите и фарисеите само зборуваат, а не извршуваат. На Мојсеевиот престол седнаа садукеи и фарисеи. Тие денеска седат и ги водат заедниците, црквите, државите. И го водат овој свет во пропас, затоа што немаат љубов, затоа што го немаат Исуса. Значи, Исус ме спасуваше неколку пати од смрт, потоа по извесен период во премрежија во таа заедница. Дружењето со овие тројца луѓе продолжи, тетка Мира почина, Бог да ја прости, Филев, го гледам од време на време, ја напуштив заедницата, го молев Исус да ми помогне, да ме отслободи од таа заедница. И тој ми рече како апостолот Павле, во дух. Не можев да разберам што значи тоа, а тоа подразбира да љубиш како апостолот Павле, да служиш како апостолот Павле. Не ти да живееш, туку Исус да живее во тебе. Слава ти, Господи Исусе Христе, води ме да ја чекорам таа патека. Ти ги благословувам претходната заедница која исто така поминува низ одредени премрежија меѓу мамона Исуса Христа, меѓу мамона, меѓу себе љубието и Божјата љубов. Човекот нема доволно љубов во себе. Ако немате љубов, немате сила. По извесен период, знаете, ќе остарете, ќе наполните 60-70, денеска луѓето умираат поради затруеноста храна на сатаната што сака да го завладее светот, да уништи се, и порано умираат. Ќе разберете, ќе изгубите силата и ќе сетите. На еден таму собир нешто ми префрлаше една сотрудничка, а инако одела кај Шаров на исцелување, знам добро. Значи има проблеми за Исус. И не и враќам веднаш во тело, значи треба да научите не да зборувате од себе, молчам. Значи Исус го прашува, тој молчи. Еве го имаме овде тој стих. Го имаме тој стих. Знаете, тој е моментот. Пилат го обвинуваа многу и првосвештениците го обвинуваа многу, Марко 15:3, но тој не одговараше ништо. Чекам Исус да ми каже. Тој го кажав дека по извесен период ќе изгубиш сила и ќе викаш кон Исуса. Сети се дека треба да се покаеш. Луѓето мислат дека не се грешни, не сум полош од тој, не сум полош од овој. Знаете, кој вели дека нема грев, не е од Бога, лажеце. Имаме неколку грева. Првиот е дека сме паднати на земјата. Штом сме паднати на земјата, ние сме паднати со сатаната. Или сме пратен ангел. Ако вие имате чувство дека не сте од овој свет и наеднаш ви се објави Исус, може би сте пратен ангел. Другите 90%, 100%, колку се 99%,
90. Мал број се пратени ангели. Другите сте паднаци овде. Зошто? Зошто си се спротивставил со сатаната, си го избрал сатаната да бидеш над Бог, да си искачиш највисоко. Вториот греф е вавилонското племе. Ке изградиме кула до Бог, да се здобиеме со име. Секој сака да се здобие со слава и со име. Бог, не примам слава од луѓе. Јас не ја барам својата слава. Тоа е вавилонство и затоа на луѓето им се измешани јазиците. Не се разбираат еден со друг. Не се разбираат што зборуваат. Тоа е вавилонство и третата фаза е Адам и Ева. Јаде од дрвото на познанието. Бог му вели во рајот, само од тоа дрво немој да јадеш. И тој јаде од тоа дрво. И умира. И Бог вели сега Адам стана како еден од нас. Знае што е добро и зло. Значи луѓето знаат што е добро и зло, не им треба Бог, знаат што им е. Знаат. И потоа Каин го убива Авела, се виде колку знаат. Значи Каин го убива Авела и вие секој ден се убивате едни со други со мисли. Штом не го љубиш братот свој, ти си човек убиец. Жената и змијата се состои внатре во тебе. Тоа е тоа што излегува од твоето срце. И ти без Исус не можеш ништо да направиш. Ке се маткаш, ке го поминеш животот, ке наполниш 70-90 години и незадоволни луѓе по старски домови, осамени, болни, умираат, место да се радуваат дека го оставаат телото во земјата, а телото не е наше. Човекот се чувствува како во кафе, значи чувството на паѓање и на летање, паѓање кога сме паднати на земјата и летање дека сме биле духовна природа во бесконечниот свет на љубовта на нашиот татко, бидејќи бевме претопени во љубовта. Но го избравме сатаната и паднавме на земјата и ќе умреме како луѓе. Псалм 80. Го запишал еден наш драмски автор Дејан Дуковски на приемни испити. Често се одушевуваат колегите. Им велам тоа е од Библијата или некој друг стихови од Библијата. Потоа ќе дојде на платата, си запишал нешто, го извртуваш ова слово. Словото е од Бог. Сите приказни драмски автори што не му се посветени на Исус има наплата и можете само да повлечете линија како завршуваат драмските автори. Например, Шекспир ја предавам својата душа на Отецот Небесен, целосно верувајќи во Исус Христос, мојот Спасител. Затоа Шекспир е голема, неговите драми се парафрази на Библијата. И ако не сте ја прочитале Библијата, овие актерите, само телесно можете да го толкувате. Вие не го разбирате духовното движење во јамската структура на Шекспира или Достоевски кој вели верувам во Исус Христос и науката да докаже дека не постои, повторно ќе верувам. Имаме дела кои се пророчки, кои се допрени духовно. Дел од драмите што поминаа во театарот Скрби и утеха. Луѓето што ги гледале драмите сеќаваат нешто поинаку. И актерите гледаа како последна премиера слегуваше 5-6 сцени на маса, ги запишував на хартија, на салфетки. Слегуваа во дух. Има слезен уште една драма која ги раскажува сега состојбите во Македонија. Претходната драма Некрстени денови ги раскажа состојбите, ова што се случува денес. 7 години седеше зашто сатаната и неговите поднебесни слуги во министерствата не дозволуваа да имаме премиера. Сега повторно не ни се одобро. И ова раскажува оваа состојба за лажецот кој ве води, слепиот лажец во јама. Те сакам, Господи Исусе Христе, ти благодарам, Христосе. Значи, чувството дека не сум од овој свет, не можев да разберам зашто луѓето лажат, зашто луѓето се злобни, зашто се занимаваат со лошо, зашто крадат, зашто се убиваат, зашто немаат љубов. И дека не сум од овој свет, чувство на загубеност, на неспознаеност, се до оној момент, додека разбираш дека постои темен и духовен свет кој те напаѓа и не знаеш да се браниш. Молејќи го Исусе ме однесе да научам да се бранам, потоа го молев да ме одврзе од таа заедница. Ги благословувам сите со кои сум поминал, им простувам на сите, никога не осудувам. И целосно ти го предавам својот живот, татко мој, прости ми, погрешив пред тебе и пред небото. Господе Исусе Христе, ти благодарам што ме облеваш со твојата љубов. Нека таа љубов преде на секој кој ќе каже Исусе, те сакам. Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Исусе, не можам самиот. Исусе, облечи ме со сила од озгора. Се покајувам за секој грев. Се покајувам за гревовите на моите предци. Се покајувам за секој збор, мисла, дело и постапка. Ја барам твојата волја во мојот живот.
Дојди и води ме, Исусе, самиот не можам. Отвори ми ги очите и срцето да разберам, да се покајам. Те сакам со очите да гледам, со ушите да слушам и со срцето да разберам. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ти благодарам што ми го отвараш ова живо слово. Ова живо слово да живее во моето срце. Секој кој има болка, болест и страдање, да клекне на колене, да каже: Исусе, Исусе, дојди во моето срце, се покајувам за секој греф. Еве ти го телово и душава. Дојди во моето срце и помогни ми. Те сакам, Господи Исусе Христе. Во името на Господи Исус Христос го кршам секој небиблиски завет што е фрлен врз оваа река. Сите митолошки приказни, крвта Исусова е свето положена врз македонската земја, да ја измие омразата, да не одврзе од канџите на сатаната. И ги повикувам бугарите, србите, грците и албанците. Покајте се, признајте ги македонците, да ги отвориме границите и да живееме како браќа и пријатели. Исус запишал Македонија, земјата на која стоите е македонски полуостров. Вие сте дојденци, примете ја љубовта Исусова, зашто македонец е човек кој го повикува Бог. Македонец е човек кој вели: дојди во Македонија и помогни ми, ќе изберам народ. Дела 15:14, што ќе го прослави моето име, вели Бог Семокниот, неговото име. Потоа ноќеска сонував еден сон. Пред мене стоеше еден човек, македонец, кој ме молеше и ми велеше: дојди, дојди во Македонија и помогни ни. Исусе, и денеска ти велам: дојди во Македонија и помогни ни. Дојди на македонскиот полуостров и помогни ни. Да се покајат грците и бугарите и албанците што негираат дека постојат македонците и србите и да живееме како браќа и пријатели. Овој свет несомнено ќе помине низ оган, првиот помина низ вода, и можеби дел од овие митолошки приказни се дел од вистината, но по нешто знаеме и по нешто пророкуваме. Со Исуса, кога ќе дојде совршеното, тогаш ќе исчезне делумното. Кога ќе дојде Исус во твоето срце, ќе разбереш што е вистина, а што се приказни. Бог го дал Словото, напишал Слово, вие го земате тоа Слово, го извртувате и знаете што е добро и зло. И потоа има наплата, бидејќи за секој збор што ќе го изговорат луѓето, ќе одговараат во судниот ден. За секој лош збор што ќе го изговорат, ќе одговараат на судниот ден, бидејќи по зборовите своји ќе бидете оправдани и по зборовите своји ќе бидете осудени, а зборовите се овие. И нека секоја мисла ми биде покорна на тебе, татко мој, Исусе Христе, за да му кажам на сатаната: бегај од мене, сатано, во името на Исус. Со двоостар меч и мечот на духот ги раскинувам сите пранги што сатаната ги фрлил врз мене, врз оваа река, врз целиот македонски полуостров и врз сите оние што ќе кажат: Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Исус ја победи смртта. Сонував често еден сон, стојам на својот погреб, луѓето плачат, јас наднив им викам: луѓе, не сум умрен, и се гледам себе си во ковчегот. Знаете, тоа се оние слики, параболи, метафори во кои Исус ти кажува дека е жив, дека е твојот Бог и дека ти покажува дека ја победи смртта. Исус ја победи смртта, тие плачат кога некој ќе умре, носат храна на гробовите, вршат разни обреди. Исус ја победи смртта. Бог во глас му вели: не го слушајте го, не го славете го. Тие слават разни светци, разни обредни постапки. Обредните постапки, физичкото тело се беззначајни. Значи, ние зборуваме за духовно движење во вашето срце, духовно движење, да научиме повторно да летаме во духот, да чекориме по тесната патека што води кон животот, да чекориме по Исуса Христа. Станете, вели Исус, не заборавајте, некако црви во земјата, каде што нивниот црв не умира, а огнот не изгаснува. Станете да си одиме од овде, чекор по чекор, по Исусовата љубов. Ако некој те удри по десниот образ, заврти му го и другиот. Благословувајте ги оние што ве колнат, молете се за оние што ве навредуваат и гонат. Однесете им вечера на непријателите свој, бидете како добриот самарјанин, чекор по чекор, духовно движење кон Исусовата љубов, кон љубовта на нашиот татко. Татко мој,
Во името на Исус, благослови ги сите оние што ќе кажат: Исусе, те сакам, Исусе, помогни ми, оставам се од Твоите раце. И некако што сакам јас, понекогаш чашата е горка во животот. Чашата е горка, некако што сакам јас, некако што сакаш ти, тоа е суштинска работа. Нека биде Твојата волја, Татко мој, Господи Исусе Христе, мир вам до Божјо Царство Небесно. Те мислев ќе го читам последниот дел од Марко, но излегува некои други сведоштва како дојдов до Исус. Од тоа чувство на изгубеност, зошто сум овде, свесност дека постои невидлив свет, но не знам да се бранам, да денеска со мечот на Духот, денеска со Исуса Христа, ако имам вера колку си напало зрно и велам на планината зло, стани и фрли се во морето, надвор од мене Сатано, во името на Исус. Значи, суштинската работа е кога ќе бидете вие во Исус, но како да бидете во Исус, тоа е исто добро прашање. Знаците на оние што ќе поверуваат. Марко 16:17 ќе им бидат овие со моето име, во името на Исус, ќе истеруваат демони. Но дали го познавате името на Исус во вашето срце? Не само на лице, на срце. Тие зборуваат, а не извршуваат, не фарисејски. Со моето име ќе истеруваат демони, ќе говорат нови јазици. Рахмас тихајам билахам биререрам, рахмах тистајам бирахам билелејам дихмасихин дирај. И ништо што е на темнина нема да остане во темнина, ќе излезе на видело, ќе фаќаат змии в раце, во Маврове ќе фаќаат 2 змии. Ако нешто смртоносно испијат, слава ти Господи Исусе Христе, нема да им наштети. На болни ќе полагаат раце и тие ќе оздравуваат. На болни ќе полагаат раце и тие ќе оздравуваат. Се разбира по Божјата волја, ако се покајат, ако им простат на сите, ако никога не осудат и ако ја прифатат Божјата волја. Чашата е горка понекогаш, но морам да испијам. Те сакам, Господи Исусе Христе, не како што сакам јас, туку како што сакаш ти. Дали можете да се крстите со крстевањето? Со кој се крстив јас, луѓето се крстат вака, онако да во Ерихон дрипаат, прават идолопоклонство од Ерусалим. Не заборавајте лажните евреи кои не се евреи, сатанската синагога, пазете се од идолите. Телесното крштевање. Дали си ти крстен во твоето срце и си му го предал животот на Исуса и не зборуваш од себе, туку Отецот на нашиот, Духот на нашиот Отец зборува низ тебе. Една долга патека на зреење, на чекорење во Духот, не во телото, чекорење во Духот на љубовта. Амин. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Те сакам, Господе Исусе Христе, слава ти Христосе. Те сакаме, Исусе, Исус во срцата на сите. Амин. Тие викаја, распни го, распни го, распни го, Исуса. Други спасуваше, себе не се спаси, Оче мој не остави. Прости им, Татко, не знаат што прават, Оче, прости им. Прости им, Татко, не знаат што прават, Оче, прости им. Мртви воскресна, гробови зинаја, темнина во 6 час. Земја се тресе, карпи распрсна, Исус замина. Прости
знаат што прават.